IGPS FM Radio. Score EU goals. Добре дојдовте, драги гледачи, на нашиот денешен подкаст. Со вас е Емилија и ова е втората епизода од IGPS FM радиото на младите од Европа. Ние денеска ќе разговараме за една тема која што е поразлична од претходната епизода. Денеска ќе разговараме за правата на жената, односно за се она што жената го прави и има потенцијал да го прави, но е сепак невидливо за окото на општеството. Родовата еднаквост е една сфера што се обработува уште одамна, но сепак не можеме да не приметиме дека навидум метафоричкиот стаклен плафон, кој секој ден е се повеќе реален, се уште постои. И тој представува една тешка препрека до остварување на соништата на една жена. Оваа препрека представува уште поголем проблем кај семејствата кои уште ги негуваат традиционалните патриархални вредности и едноставно не сакаат да размислуваат отворено на оваа фрагилна тема. Овој проблем не ги одминува ниту жените од малцинствата, како што се ромките, кога станува збор за родовата равноправност и борба за подобар социоекономски статус. Но и покрај овие екзистенцијални дилеми, подобар дел од нив исто така се подложни на тие затворени традиционални сваќања кои што се наметнати од заедницата. Па да не должам повеќе, во прилог ќе имате повеќе детали за денешната тема, која ќе ни ги открие нашата денешна гостинка Рамизе Јусинова. Здраво, Рамизе, како си? Здраво, најпрво благодарам за поканата и благодарам за прашање. Добро сум, ти како си? Добро сум и јас и благодарам за прашањето. Па дали може да се представиш, да кажеш нешто за себе? Јас сум Рамизе Јусинова, имам 20 години, доаѓам од градот Штип, студентка сум на медицинскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев и моментално сум вклучена како председателка на младински клуб Романо Авази Штип. Значи ти си една млада, амбициозна дама и по тоа што можев да приметам на социјалните мрежи, ти како и неколку други девојки и жени, бевте дел од еден проект кој ги охрабрува жените да се борат за своите права и своето јас. Па дали може да кажете нешто повеќе за проектот Невидлива моќ? Како дел од активностите за застапување и мобилизација на ромите, по-конкретно на ромската жена, е проектот Невидлива моќ. Проектот заврши со реализација во декември 2022 година, каде што општа цел беше да се поддржат и едуцираат девојките и жените ромки со цел да стекнат доволно самодоверба и да ја подигнат свеста за невидливата моќ, да ги постават нивните приоритети и да се борат за нивната позиција во ромските семејства и македонското општество. Преку овој проект тие се запознаа со еднаквите права на жените и се поттикнаа да ги бараат своите права за еднаквост. Ние како учеснички се охрабривме и ги споделивме своите приказни, квалитети и вредности кои сочинуваат нашата невидлива моќ и за таа цел во декември на финалниот настан на проектот, како дел од онлайн кампања, нашите стории и фотографии од професионален артист беа изложени во простириите на Млади хаб во Скопје. Таму одвоивме простор и време каде што разговаравме со останатите гости кои што присуствуваа на настанот. Ти благодарам, Рамизе. Навистина интересно искуство и интересен е концептот на проектот, а уште повеќе охрабрувачки е поголемата слика, односно целта за кој што се залага. Но дали можеш да ми кажеш што всушност за тебе представува невидливата моќ? Дали би можела да ја дефинираш? Ќе бидам кратка и ќе ја дефинирам само со неколку зборови. За мене невидливата моќ представува неостварена желба, тоа е оно што сме сакале да го постигнеме или пак да го успееме во нашиот живот, ама не сме имале можност за тоа или сме биле спречени заради ред различни причини.
Па дали можеш да кажеш што сметаш дека е причината поради која кај жените од ромската заедница, па и општо кај сите, постојат препреки да не се оствари оваа невидлива моќ? Кај ромската жена, според мене најчеста пречка за остварување на нејзината невидлива моќ е заедницата во која живее, тоест традицијата и културата кои што ја почитуваат. Овде кај поголем дел од заедницата имаме луѓе со ниски размислувања, како на пример една ромска жена е потребно да биде само добра домаќинка и мајка, а не успешна и во друга област, а со тоа ако постане успешна се создава погрешна слика за неа. Ти благодарам, Рамизе, но исто така е видливо дека денеска во оваа современо општество жената ромка, иако ја има главната улога во одржувањето на семејните вредности, сепак паралелно работи на својата самореализација и едукација. Во прилог на тоа говори и фактот што денес образованието и едукацијата на женските деца од ромска националност е многу позастапена во однос на минатото, а тоа некако природно се имплицира и како промена на традиционалната улога на жената во рамки на семејството. Но сепак има и уште многу додека конечно можеме да кажеме дека ромките се инволвирани во сите сегменти на современото општество. Дали ти имаш некоја невидлива моќ и дали може да ја споделиш со нас, па и да ни откриеш зошто е невидлива? Како и секоја личност без разлика на се, јас имам една неостварена желба, тоест моја невидлива моќ. Уште од мала, гледајќи ги најпрво детските емисии, во мене почна да се вродува желбата еден ден и јас да бидам таква успешна личност, да ме представуваат насекаде по емисиите, да ме гледаат, па и да се гледам на телевизиските екрани. Дома постојано на моето семејство приредував представи како настаните кои што ги гледав по емисиите, потоа заедно со децата од мало приредувавме малски приредби. Кога почнав на училиште, исто така учествував на училишните настани приредби, но секогаш сум сакала да бидам на нешто повисоко од тоа. И како што растев, така се повеќе растеше и желбата во мене да постанам успешна актерка, тоест глумица, но се појавуваше и срамот за тоа што би рекле луѓето за мене и за професијата со која сакам да се занимава. Бидејќи како што напоменав и претходно во нашата заедница, ако една женска личност постане позната, се создава погрешна слика за неа, затоа моето образование го насочив кон медицината. Но сега размислувајќи, сватив дека остварувањето на нашите желби не зависи од никого освен од нас. Желбите се оние кои што нас не водат по патот на животот, а не останатите. Затоа треба да чекориме по она што ние го посакуваме и мечтаеме да продолжиме со тоа што нас не исполнува, без размислување за тоа што би рекле другите за нас. Тоа е прекрасен заклучок и се надевам дека се уште се немаш откажано од твојата желба. Дали ме интересира дали се уште правиш напори за да ја оствариш твојата невидлива моќ? Дали работиш на неа? Па да бидам искрена, откако се насочив кон медицината, кај мене се вроди љубовта кон тоа што го работам, тоест учам и целосно се одадов на тоа, се откажав од мојата невидлива моќ. Но сепак ништо не може да се знае со сигурност што ни носи еднината, па се надевам дека ќе имаш можност во еднината да ја оствариш и да работиш на невидливата моќ. За крај, што би сакала да им порачаш на жените кои се уште ја кријат својата моќ? Ќе нагласам повторно пораката која што секогаш ја кажувам: биди тоа што си, чекори по тоа што го сонуваш, ако сакаш да добиеш, а не да изгубиш. Секогаш да се движат по тоа што тие го сонуваат и мечтаат, сами да си ја создадат патеката која што ќе ги води во текот на нивниот живот. Ти благодарам, Рамизе, за гостувањето. На вистина ни беше чест да те имаме како гостинка во нашата емисија. Ти благодарам пред се што одвои време да го сподели своето искуство со нас и што ги искажа своите ставови во врска со родовата еднаквост и правата на жените. Исто така и ти посакувам многу успеси во иднина и се надевам дека ќе најдеш начин да ја освариш твојата желба и да те гледаме на малите екрани. А исто така верувам дека повторно ќе имаме можност да дискутираме пошироко на темата со тебе, затоа што има многу што да се каже.
Но, драги слушатели, ние имаме уште што да кажеме, бидејќи во вториот дел од нашиот подкаст гостува една млада и талентирана девојка која исто така земаше удел во проектот Невидлива моќ. Здраво, Наташа, како си? Здраво, благодарам. Добра, благодарам исто за поканата. Се чувствувам прекрасно и секако среќна за тоа што денеска имам можност да се изјаснам на оваа тема. Задоволството е наше, па дали може да ни се представиш? Да, секако. Јас сум Наташа Осман, имам 21 година, доаѓам од Скопје. И моето хоби е секако прецепењето и ајде да кажам и готвењето. Ти благодарам, Наташа, па колку што ми е познато, ти исто така заедно со Рамизе учествуваше во проектот Невидлива моќ. А дали може да споделиш со нас што всушност за тебе представува Невидливата моќ? Невидлива моќ кај една жена и за мене представува, ајде да кажам, еден балон кој сакаме да го издуваме, меѓутоа се плашиме да не пукне, а секако дека можеме, меѓутоа тука е стравот и невидливата моќ ќе останува скриена кај многу жени. Па дали може да ни кажеш твое мислење односно за тоа колкава е слободата на жените, поготово на ромската жена, за од невидлива да ја направи видлива својата моќ? Вака, слободата на една жена или пак девојка ромка се зависи од тоа колку е таа спремана да се бори со слободата против традицијата, гледната точка на една жена дека е створена да биде само домаќинка. Но секако тука имаме и нели позитивни случаеви каде што има и жени ромки кои се изборија со сето тоа, меѓутоа во многу мал број. Бројката на невидлива и скриена моќ кај секоја жена ромка која ја поседува, без разлика за што станува збор, секако е поголема од другите. Да, но за среќа во однос на минатото денеска имаме многу повеќе позитивни примери, односно жени од ромската заедница кои што се одлучуваат да го следат својот сон и да се борат за својата невидлива моќ. Па Претходно Рамизе наброја и објасни некои од причините кои што представуваат препреки за жените ромки да ја остварат својата невидлива моќ. Дали може да ни кажеш дали овие причини може да се наведат општо и за сите жени? Па да, секако дека може да се наведе и за сите жени, меѓутоа поголем број се во ромската заедница, бидејќи тука е финансиската состојба, традицијата и секако пречките од своите родители или роднини секако. Да, несомнено е дека постојат повеќе фактори по кои што се разликуваат причините. Па дали може да ни откриеш дали ти имаш невидлива моќ и дали ќе сакаш да ја споделиш со нас, па и да ни кажеш зошто е невидлива? Вака, да, секако. Се разбира, имам, тоа е пеењето, меѓутоа се изборив со сето тоа и имав прилика да се пријавам во една емисија каде што имаше учесници од цела Европа за прикажување на талентот кој го поседуваат и имав прилика таму да го освојам второто место и така да еден чекор нанапред отидов со тоа што го освоив тоа место. Честитки од се срце, значи се гледа дека работиш на твојата невидлива моќ, што всушност беше моето следно прашање, но дали ќе сакаш да ни ја направиш честа да те слушнеме на кратко со некоја песна? Во ред. Sauromada oro kelena ti le quiere
Вау, ти благодарам, Наташа. Твојот талент е неоспорлив и огромен. Се надевам дека ќе те однесе далеко во животот и навистина би било штета да остане како една тајна и ти посакувам да продолжиш да бидеш еден промотер на позитивни вредности од ромската заедница и да ја приближиш повеќе кон она мејнстрим вредностите на кои што сме навикнати секојдневно. Па дали за крај би сакала да порачаш нешто на жените кои се уште ја кријат својата моќ? Да, вака би апелирала да се спротистават прво со себе, после со целиот универзум и да бидат напорни, да не се откажуваат за тоа што сакаат да го остваруваат. Ти благодарам, Наташа, за времето што го одвои да гостуваш во нашата емисија и да ја сподели својата невидлива моќ со слушателите. Верувам дека веќе инспирираше многу жени па и мажи додека те слушавме. И посакувам многу успеси во иднина и се надевам дека ќе имаш многу успешна кариера како артистка, па и дека ќе те гледаме на малите екрани во иднина. Благодарам и на вас. Се слушаме пријатно. Ти благодарам, Наташа. Се надевам дека покрај вакви гости нашите слушатели, особено жените, ќе бидат инспирирани и мотивирани и неуморно да работат на својот сон. Верувам дека во иднина како општество ќе се бориме за повеќе да ја цениме силата на жената, бидејќи мажот прави куќа, а жената од куќа прави дом. И за крај ги охрабрувам нашите слушатели, особено жените, секогаш да се борат за своите соништа и пред светот, да ја покажат моќта што секоја една од нив ја поседува, затоа што само така ќе бидеме еден чекор поблиску до поравноправно, но и посрекно општество. А вие, драги слушатели, зачувајте го вашето внимание и останете со нас и во следната епизода, каде што исто така ќе имаме многу интересни гости со интересни истории и теми, а до тогаш ви посакувам убав ден со Pretty Loud од Груп. Čekota čer sođala, ali morate mangel, žrtva te ovel, peda desoro lafi, te na gazinel, ađi kare samanta, romeljelja, hem sarineđa jeda odovao i namanglja, nikad oj bahtaljina ka ovel, ala korodat, ola kimen kapiravel. All that I wanted, I did it all by myself, stand proud and fighting for our rights yesterday, for tomorrow, for women, standing equal next to men, for tomorrow, for women, standing equal next to men. I'm a proud gypsy, they don't want me in the club. My skin is different color, so they always want me out. Don't care about my feelings, my personality, how I rock all the dance floor with my moves so sweet. But I don't wanna fight, just to dance the pain away. Come together now, join us in the pain. Join us in the pain. Join us in the pain. Probim da haljovema, Zavaljano me te čuti na ona. nikoma našunela. Moro malo čuti kano glaso kada. Probim da haljovema, Zavaljani me te čuti na ona. nikoma našunela. Moro malo čuti kano glaso kada. Ko trvena sa ološna puća, kotar kosu i ju me te dokažina. Pa kaj me te i čerama oljen da te napera. Pa su ako jum džuvli i svima isto ti snaga. Kođa ja šajpa na pošukar, su se bite čutina. Ked mi želja bari pari, ole si to stvarina. Hari po hari prođono udar, a me zbog tu mende baro korako angal. Kota te čali čola, sarmotove a tuto mangipe, mate garave odoba, sari neđe pošukarke da Nije izmišljena reč, već je stvarna. To
koji je najsnažniji osjećaj i koje ljude spaja. Emocije privlače i vladaju osjećanja. Ljubav ume da oprosti ako greška nije mala. Jedan zagrljaj je potreban da osjetiš toplinu. Dobra podrška je dovoljna da na srcu olakša težinu. Pusti sve, prašti, moli, bori se